поглавните точки беа новите реформи најавени од Министерството за економија во делот на рударството, а тоа е изработка на два нови закони, закон за геологија, кој што ќе опфати областа на деталните геолошки истражувања, закон за рударство, кој што ќе го опфати делот на експлоатацијата на минералните суровини. Информиравме дека се формира нов инспекторат за рударство, значи во иднина ќе се формира еден нов инспекторат за рударство, чија обврска ќе бидат само проверка на рудниците. И четвртата, можеби најбитна работа, е нова стратегија и нов правилник за заштита за мерките за заштита при работа. Тука ќе се фокусираме целосно. Нашиот фокус ќе биде во иднина што е можно повеќе да имплементираме европски директиви и најдобрите светски искуства во делот на мерките за заштита при работа. Моментално во преговори сме со консултанти од Чешка, од Полска и од Словенија, за да можеме најприфатливото законодавството овие земји да биде усогласено со нашето законодавство. Со овие закони очекуваме дека ќе се приближиме до стварање на пореални и подобри услови за работење на рударскиот сектор, кој за наша среќа после 2005 година бележи подем. Свесни сме дека се доделуваат огромен број на концесии, меѓутоа работата на самите концесионери, добивањето на дозволи за експлоатација бара донесување до прецизирање на многу закони, многу услови и очекуваме, министерот најави денеска дека ние како Македонска асоциација за рударство активно ќе се вклучиме во самото донесување на овие закони, а се со цел законите да бидат подолговечни, да не се менуваат секој ден и да во тие закони биде предвидено се што е нужно за доброто и на државата, но и на концесионерите и на вработените во тие рудници. Добро е системски да се работи, да не биде тоа во кампањи за руднициве да се овозможи да тие се подготват, го преживеат, затоа што секое реструктурирање практично значи и соодветно финансиско вложување. Ние тоа мораме да го издржиме, бидејќи без такви нормативи кои владеат во Европа, ние и не можеме во Европа.